Малата површина на земјоделското земјиште по стопанство од 1,8 хектари во просек и прекомерната расцепканост на 5 или повеќе просторно оддалечени парцели е најголемиот структурен проблем со директно негативно влијание на конкурентноста на македонското земјоделство. Поединечните парцели со просечна големина помеѓу 0,25 и 0,6 хектари често пати се без пристап до наводнување и одводнување соодветна патна инфраструктура. И земјоделците се согласни дека укрупнувањето на земјоделството е важно за развој на македонскиот аграр. Па според мене, јас многу пати сум рекол дека на овој начин како што е поставен законот за укрупнување, мислам дека тешко ќе дојде до укрупнување кај нашиот земјоделски производител, а знаеме нашето земјоделие е расцепкано, еден земјоделски производител својот имот го има на повеќе парцели расцепкано. И јас низа пати сум рекол, при носењето на закони во областа на земјоделието неминовно пред да се донесат закони да бидат понудени пред се на самите земјоделци за и тие да учествуваат во носењето на самите закони, законски регулативи, и мислам ако се постапаше така колку толку веќе процедурата за укрупнување ќе беше отпочната, но сега за сега мислам дека тешко ќе оди со оваа проблематика. Велков смета дека за успешен проект мора да се зголеми информираноста кај земјоделците. Мислам дека иднината е во укрупнувањето, само треба законот да биде онака како што треба и мислам дека треба да му се објасни на нашиот земјоделски производител што значи самото укрупнување. Голем дел од земјоделските производители си мислат дека ќе ја изгубат својата површина или друг ќе биде сопственик, и затоа пак ќе кажам, пред носење на закони од областа на земјоделието неминовно е контактирање на самите земјоделски производители. Директен резултат од неповолната структура на земјиштето е ограничениот обем на производство, зголемените трошоци за гориво за транспорт од една до друга парцела, неможноста за примена на современа технологија и така натаму, што ги лимитира вкупните приходи од земјоделството и го спречува реализирањето на развојните планови.